Се враќаме од Струга во Скопје назад, поточно во Куршумлијан, каде што ќе започне 10-тото јубилејно издание на Македокс, а кое повеќе информации, за кое впрочем повеќе информации ќе ни пренесе колешката Јана Серафимова. Поприлично разнолик дневник денеска, Јана, од една прекрасна манифестација во Струга, да видиме што имаш да ни кажеш за овој значаен јубилеј за Македокс тука во Куршумлијан. Да, драго ми е дека со вакви убави информации на некој начин ќе го заокружиме нашиот денешен дневник. Во Куршумлијан атмосферата е супер затоа што организаторите ги прават оние финални подготовки за стартот на 10-тото јубилејно издание на Македокс. Ова е една од нашите најубави манифестации и фестивали заради тоа што секогаш дава несебична поддршка за креативниот документарен филм, па така ќе биде годинава заради тоа што 70 филмови се наоѓаат на програмата од странски автори, но и 10 филмови од наши домашни автори, во кои што не се сомневам дека публиката ќе ужива на проекциите овде под отворено небо. Сепак деталите околу вечерашното отворање и околу комплетната програма ќе ги слушнеме во продолжение преку разговорот со мојата гостинка Петра Селишкар е дел од организацијата на Македокс и е селектор на главната програма. Добре дојдовте, се надевам дека сте подготвени за вечерашното отварање. Како ќе се отвори ова јубилејно издание на Македокс? Еве, уште малку па ќе отвориме, значи 10-то издание, фестивал, нели, значи празник и ова е 10-ти празник наш, јубилеј. Еве, стигнавме до овој момент и многу сум горда. Имаме како, затоа што се викаме Make Dogs и Македокс, 10 македонски филмови, се укупно 70 филмови, преко 100 гости, и ете сега више како што гледате доаѓат. Вечерва е свечано златно 10-то отварање и ќе го отвориме со еден краток филм, Мис Рекордија, и после тоа се стана песна. Тоа е филм за снимање на албум на PJ Harvey и цел незин бенд ќе биде тука вечерва со нас после филмот и мислам дека заедно со автори ќе го прославиме убав јубилеј. Освен добар филм и добра музика вечерва, како се распоредени филмовите од програмата, затоа што бројката не е воопшто мала? Какви ви се програмите и зошто имате фокус на Германија како земја? И уште една убава тема, тоа е копродукцијата и таквиот начин на работење на филмови. Да, ништо не е случајно. Значи, 30 години после падот на Берлински зид, рековме дека ова е момент за Германија и ќе покажеме филмови за време на ДДР, пред зидот, после зидот и све што се случило на некој начин и со нас, и токму затоа тема е копродукција, значи соработка на некој начин помеѓу земји у регионот, помеѓу нас, и затоа и направивме ова година Копродокс, кај што фондови и повеќе документаристи ќе дојдат во Скопје, ќе почнат да сонуват заедно како би можеле во регион и пошироко да копродуцираме документарни филмови. Покрај тоа морам да споменам дека имаме одлична програма за деца у МКЦ, која што е не само анимирани филмови, него и филмови за фамилии, за да дојдат заедно со своите деца да гледат филм, пошто нешто на големо платно сепак е многу поинако него и на телефон. Морам да ве прашам конкретно во разговор, само накратко, македонски филмови имаме, тоа го споменавме на овој Македокс и тоа доста успешни. Ќе издвоиме ли нешто што публиката не смее да го пропушти од нашите филмови? Значи 10 години, 10 македонски филмови. Пред се би сакала да изразам своја задоволство дека го завршиле Тетово Twilights. Тој последен филм на Билјана Герванлиева, незинот сопруг и монтажер заедно, и тој ќе биде приказан утре. И пред тоа ќе имаме изложба во Даут Пашинаман, изложба посветена на љубовта и на нивен заеднички живот, мислам.
Ви благодарам многу што сте супер домаќини и се надевам дека публиката ќе ужива на вашето јубилејно 10 издание. Ви благодарам и повелете. Куршум Лијан ве чека и МКЦ и имаме се дум да филмови, мислам дека за секој нешто ќе се најде. Ви благодарам многу уште еднаш, да, јас се надевам дека нашите гледачи ќе ги поттикнеме со овој разговор да дојдат овде во Куршум Лијан Предсе, каде што се одвива главната програма на 10-то издание на Македокс. Само за крај би потсетила дека и затварањето на фестивалот ќе биде исклучително убаво со проекцијата на Медена земја, еден од нашите најуспешни и најнаградувани филмови. Студио. Јана, ти благодарам за споделените информации. Им посакуваме успешен старт како на Македокс, така и на Струшките вечери. И овој блок од културата го затвораме со ова твое вклучување и продолжуваме понатаму.